што вие ми го видите со нас и со дечињата работените на оваа градинка. Благодарно за присуството на представниците на општинскиот центар, членовите на управен одбор, советот на родители, до моите драги колешки, директорите и градинките и училиштата, соработниците и сите гости. Поточно поздрав до сите што денес сте тука, сите што верувате во нас и во тоа што работиме. А работиме со голема љубов, со елан, собран професионализам и ентузијазам. Работиме за најмилото и најсакано, за детето. Почитуваме. Денес сме ве поканили да се придружите за најденеско празнување кој започна пред 54 години, кога е официјално отворена нашата градинка за работа со деца. И од тогаш ве чекаме со насмех, со радост и игра за оваа година да ве поведеме извоите на виножитото. Именувајќи го Божила, Дзуница, Боживо, или едноставно кажете виножито. Изборот е ваш. Виножитото не помина волшебни бои, тоа е единствено. Тоа е магијата, тоа е опил за секоја опил. Тоа е великот на суштината на постојање на човекот. А всушност, виножитото во истоимениот расказ за деца перат бак за вережа. Сонцето го позлатува дождот и секоја негова капка свети како мелче од сапуница. Во секоја дождовна капка има малечко виножито, како оно што го гледаме на небото, само малечко, мощно малечко. Но и колку е да е малечко, тоа е вредно и небото го тврдила. Животот нема две бои, црна и бела. Животот е снопија за бои, колку е прошарено, толку подобро. Пеперутке, каде си изгуби? Изгледа и јас си изгуби. Колку чуден град, се е толку силно. Кажува дека ликот на еднорогот во проектот кој се работеше со децата на возраст од 3 до 6 годишна возраст од овој објект со наслов Палетата на виножитото. Затоа сведочат многобројните изработки на амбиентот околу нас, а дел од содржините се слеани во точките на прилепата ние сме во Божјата дуžност. Во тој период од 5 до 7 седмици секојдневно се менуваше ликот на нашата градинка. Ликовните студија, наменски подготвени уреди, постојано живееме со моливот, бојата, хартијата, со четките и глината. Во нив се откриваше, се анализираше, се осознаваше нешто ново за ликовното изразување. Ликовните техники, зркање, сликање, моделирање добиваат постојано квалитет и обем. Толку се работеше, се играше, се учеше, се развиваше посетот за уметничкото вреднување. А воздухот се чувствуваше струјење на позитивните емоции. Во детскиот лик откривавме радост, задоволство, успех и среќа. А воедно, поминувајќи ни својот личен креативен процес, децата сознаваат дека светот околу нас и животот треба да се гледа преку призмата на боите. И тоа им потврди. Секоја боја е како човек, единствена и неповторлива. Боите заедно создаваат прекрасно виножито, а луѓето врско пријателство. И токму затоа, во името на тоа пријателство, да повикувам да ги погледнеме децата.
Thank you.